Фудбалерките на Кочине претрпеа тежок пораз на гостувањето кај Речица, откако загубија со високи убедливи 6-7 во дербиото од ното на две екипи кои се борат за опстанок во првата женска фудбалска лига, а во рамките на вонредното 11-то коло. Надпреворот беше од капитална важност и за двете екипи кои се обидуваат да ги изменат последните две позиции, бидејќи последното место директно води кон испаѓање во втората лига, а предпоследното место води кон баражот за можен опстанок во елитата. Речица со доминантен меч го доби Кочине на убедлив начин и ги освои трите бодови со кои сега бодовно се одлепи на седмата позиција со 7 бодови во однос на Кочине кој останал закован на последното место со 4 бодови. Дербито во Тетово заврши со триумф од 2-1 за шампионот Љуботен кој славеше над Каменица Саса, а херој на мечот беше капитенот Александра Марковска кој директно од слободен удар последна гол во 89-та минута за триумф на тетовскиот тим со што шампионот стигна до целиот плен. Гостинот од Македонска Каменица реагираше за досудениот слободен удар, негира дека имало игра со рака од нивната фудбалерка, токму тој слободен удар го реши победникот во Тетово. По мечот тренерот на Саса Зоран Златковски доби директен црвен картон, а пак фудбалерката на гостинскиот тим Драгана Костова доби жолт картон, додека пак фудбалерката на Љуботен Хава Мустафа доби директен црвен картон. Во Струга немаше победник, екипите на Юнајтед и Статов ги поделија бодовите откако одигра 1-1, додека пак убедлива победа забележа Скопје, кој со 6-0 го декласираше топ гол на домашен терен. Фаворитот Тиверија Брера забележа нов триумф откако со сигурни 1-3 славеше над дебитантот Вардар во гости. На врвот е шампионот Љуботен со 31 освоен бод, второ Скопје со бод помалку, односно 30, а потоа следот Тиверија Брера со 24 бодови, а пак Юнајтед е пети со 20 бодови. Каменица Саса е на петото место со 18 бодови, а пак и Статов е шести со 17 бодови. Потоа следува пресек на табелата каде Речица е седмо со 7 бодови, Вардар е осми со 5 бодови, на предпоследното место во бара зоната е топ гол со 4 бодови, а 4 бодови има и тимот на Кочине кој е на дното од табелата.